Најголемиот дел пратеници на СДСМ и коалицијата го напуштија 8-то продолжение на конститутивната седница на Собранието на Република Македонија. При напуштањето на салата прокоментираа дека остануваат неколкумина и дека ќе се менувале за да имаат контрола на дебатата. Претходно Александар Кирацовски од СДСМ одговорницата порача дека парламентарното мнозинство повеќе нема да учествува во реплики и во контрареплики и го обвини Трајко Велјановски дека не работел деловнички, бидејќи требало да им го одзема зборот на пратениците. Во тој контекст изјавувам дека јас, моите колеги пратеници од оваа лева страна ќе се откажиме од нашите реплики, но и тоа како ќе укажуваме на процедуралните забелешки кон вас и кон господинот Велјановски. Господине Велјановски, сакам да ви укажам на огромната одговорност која ја носите не работејќи деловнички. Помина 8 денови работејќи во Собранието, а ништо суштински значајно не е сработено. Пријавете се, господин. Има време. Јас морам да му одговорам се. Ме прозва. Јас работам строго по деловник од господин Кирацовски. Се пријавија 50 пратеници и не можам да им гоускратам правото. Ако мислите дека треба да им гоускратам правото, кажете. На секој говор од пратеникот се пријавија за реплики. Првиот ден по 30, 40, 50, сега последниот на Крсто Муковски рекорд 70 има пратеници за реплики. Ако мислите, ве молам не довикој Петре, ако мислите дека треба и нив да им гоускратам правото да нема реплики, кажете. Но по деловникот не е така. На секоја реплика има право тој што му е дадена реплика, контрреплика. Реплицираше и Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН кој порача да не се прават инциденти во Собранието. Оваа конститутивна седница ја почнавме заедно и вие од СДСМ самите го баравте тоа. Да не помислувате да креирате инциденти во Собранието, знаејќи дека и онака атмосферата е тензична. Да бидеме стабилни за тоа што на никој не му требаат нови проблеми. На оваа дебата претходеа излагања кои се однесуваат на така наречената тиранска платформа, при што пратеникот од ВМРО-ДПМН е Крсто Муковски. Уште еднаш повика СДСМ да се изјасни дали за нив платформата е прифатлива или не. Видете, факт е дека албанската платформа или документот, декларацијата потпишана од албанските партии во Република Македонија постои, де факто. Факт е исто така дека таа програма е доставена до идниот коалиционен партнер на албанските партии, а тоа е Социјалдемократскиот сојуз, како услов за добивање на потписи. Факт е и тоа. Тоа е кажано од сите, и од сите лидери, потпароли и така натаму на албанските партии, и од лидерот на Социјалдемократскиот сојуз, и тука нема бегање, и тоа не е ништо страшно. Сега после, со оглед на целата ситуација што се случува, со оглед на протестите на народот, треба само да се даде одговор дали таа албанска платформа е прифатлива за Социјалдемократскиот сојуз или не е прифатлива. За правата на малцинските заедници и содржината на програмата на СДСМ за новата влада говореше и пратеникот Рамчиловиќ. Но најпрвин ќе кажам дека веќе пред месец дена, мислам дека беше на 10.3, го слушав излагањето на господинот Заев и меѓу другото тој спомна дека ќе ги унапредува јазиците на помалите етнички заедници, вклучително и на бошњачкиот јазик. Јас и денеска проверив на веб страницата на СДСМ, се уште стои дека законот целосно ќе гарантира и соодветната употреба на македонскиот јазик, но и на другите јазици кои се во службена употреба во одредени единици на локална самоуправа, турски, ромски, српски, влашки и бошњачки. И да беше значи програма на СДСМ, да беше програмата на СДСМ, немаше ни да споменам за ова. Ќе оставев доколку во СДСМ има бошњаци, самите да го регулираат тоа. Но сега не е битно дали е тоа намерно или не намерно. Јас со години работам на тоа да се исправи грешката, направена некаде во 2002-2003 година. И сега со денови ми мафтате тука со програма, одговорницата, и морам да реагирам. Запомнете, значи сите, дека името на мојот мајчин јазик, дека името на мајчиниот јазик на бошњаците е босански јазик. Дали во Босна и Херцеговина, дали во Санџак, дали тука во Македонија или било каде на друго место во светот, значи името е
босански јазик. Пратениците од СДСМ ја бойкотираа работата на Собранието на Република Македонија и по одржувањето на претходните парламентарни избори. На предвремените избори кои се одржаа во 2014 година победи коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. СДСМ ги оцени изборите за нерегуларни и одлучи да го бойкотира Собранието. По 15-месечен бойкот на 1 септември 2015 година опозицијата предводена од СДСМ се врати во Собранието.